Завршија градежните активности на новиот мост на регионалниот патен правец, што ја поврзува општината Пробиштип со општина Чешиново-Облешево, кај селото Жиѓанци на Злетовска река. Градежна механизација на предпријатието Прима градба од Штип веќе работи на уредувањето и регулацијата на речното корито околу мостот. За жителите од Жиѓанци, кои од другата страна на реката имаат ниви, мостот ќе значи можност да се дојде до нив и истите да се обработат. Беме скроз измачени, немаше од каде да минем. У полето немаше од каде да влезем. Мораше да заликјаме оздоле од кај Крупиште таму. Сега сме престрикни, цело село, сите. Со векове не е бил овој пат направен, сега искучи среќата, прибидејќи владата, 2 моста у селото Жиѓанци се направија и трети ќе се почне. Убава замисла е ово што се граде за цела Македонија придонес. Бееме одсечени од сите страни во селото, не само од селото Жиѓанци, туку Пробиштип, одеше Штипа, Кочани, нема никако приступа за пазар да идат во Облешево сточен пазар. Одееме, заликјаме дури со коли, со зевгари валове, носеа добиток на пазарот во Облешево. А сега се родија како се створи мосто со коли и други возила поминуваат ни селото Жиѓанци да одат да опредужат на пазарот во Пробиштип и Облешево. Јас сум 53 години, ово е сега на нас ни е отворено животно прашање. Новиот мост на Злетовска река е долг 31 метар, широк 5 метри, а има носивост над 15 тони. Средствата за неговата изградба се обезбедени преку програмата за рурален развој, за што се издвоени 8,1 милион денари. Финансиско учество од 1,5 милион денари во изградбата на мостот обезбеди општината Чешиново-Облешево. Ова инвестиција вредна 20 милиони денари, изградба на мост кој ќе го поврзува регионалниот пат 206 со 534 или општина Пробиштип со општина Чешиново-Облешево. Како што гледате, веќе објектот е изведен, уште мали завршни работи да се дозавршат и ќе биде ставен во функција заклучно со градбата, изградувањето на патот кој ќе ги поврзува овие две општини. Значи, ние веќе го продаваме објектот, се зависи од Македонија пат, како ќе завршат со асфалтирањето на патов. Мостот има и регионален карактер, бидејќи ги поврзува двете соседни општини Чешиново-Облешево и Пробиштип. Асфалтирањето на приодите до мостот од правец на двете соседни села од околу 1 километар е обврска на општините Пробиштип и Чешиново-Облешево.